Точно пред 4,5 години на Броудсгейт во Лондон слета твоето летало. Тоа беше воедно и последното дело од твојот циклус летала. После тоа настана еден пресврт во твоето творештво. На што се должеше тоа? Како дојде до тоа? Настана пресврт пред се во мојот живот, ето живење. Голем пресврт беше тоа што ја на 32 години одлучив да напуштам Македонија, почнам да живеам потпуно нов живот во Англија. Напуштив од повеќе причини, како од лични, така од професионални. Меѓутоа, леталото што слета во Лондон на некој начин одраз на тогашната моја ситуација во која ја понесов со мене. Ја отидов во Лондон со доста дезинформации, со некоја своја наивност, со некоја своја натрешност што само ја понесов и ни искуствата што ги понесов од Македонија. Меѓутоа не одидов припремен онака како што бараше западниот свет, како што бара западните правила на сување на комуницирање, и тоа нормално ме кошташе и како многу, додека ги тие правила на комуницирање научив, додека сето тоа го преживеав. И тој пресврт дојде потpuno целиот мој начин на живење се измени. Не само што имаше една долга борба за преживување, физичко преживување, него и целиот мој поглед на живење се измени. Тука е најголемата улога, најголемото влијание го врши и мојата средба со религијата, и кој јас бев религиозен пред тоа на известен начин, меѓутоа сега се работи за едно поинако себе откривање, односно за едно поинако откривање на Бога во себе и околу себе. Тоа е една од многу важните причини кои доведе до некој пресврт, а на професионален план јас веќе интензивно работев 4-5 години на еден циклус летала, обработувајќи една форма и една техника, што беше доста интензивно, напорно и нормално дека веќе дојде до едно заморување од сето тоа, како авторско, така и на публиката, и самиот терен, излагачки, самиот простор веќе беше некако начин тесен. Мораше да дојде промена. Меѓутоа, јас во Лондон отидов со една намера да нешто однесам. Тоа беше она целата ситуација, што го ја, всушност тоа летало понесов. Циклус леталата на некој начин ги заврши таму. Меѓутоа во Лондон живењето наредните години доаѓаше стално до некакви пресврти, одење горе, долу. Така да првиот контакт со Whitechapel Gallery е еден од добар конкурс и важен, на кој 113 уметници учествуваа. Меѓутоа, во тој момент јас работив и разни физички работи и живеев доста тешко. Така да стално одеше горе-долу и промените и така и големите паузи во работите се било тоа живење во Лондон. Тој конкурс во Whitechapel е една од можностите кои се пружаат пред уметниците во Лондон. Има многу такви конкурси всушност и тоа е начинот на кој таму е разградена таа сцена. Ме интересира како ти доаѓаш до тие проекти, до тие изложби, до учеството на нив, и дали е тоа тешко и дали тоа воопшто значи дека си вклучен на лондонската ликовна сцена? Не, ја не мислам дека ја активно учествувам на англиската ликовна сцена и не треба да бидам многу скептичен, да не звучи скептично, меѓутоа мислам дека малите можностите да се активно учествува, не само јас, него и на странците кои доаѓаат во Англија, затоа што Англија е стварно затворена земја и тука нема што да се тоа многу објаснува и образложува. Меѓутоа, еден од начините да пробам на англиската ликовна сцена, да се борам, да дојдам до информации, тоа беа конкурсите. Преку конкурси да се добие некој резиденс или да се изведе некое дело или да се учествува на некоја изложба, затоа што кај нив е така, поделено на неколку нивоа, се знае оние државните уметници или оние уметници што се прва класа, како работат галериските уметници и останатото село се бори за гола екзистенција или за некои мали проекти кои можат да му се овозможат.
Така да, интензивно, во првите 2 години, прајчав на конкурси, работев и така да, тоа ми даде всушност една можност да си ги одмерам силите, да се одмерам односно таа сцена. Јас сум задоволен од тие конкурси. Од 15 на конкурси, а на 9 бе веќе во потесен избор, а 4-5 проекти се изведени. Значи сум добил прва или втора награда, така да не е тоа неуспешно, меѓутоа за мене е неуспех што толку долго време, јас морав да се борам да направам еден следен чекор. Без иако ја на некој начин представував музеј на современа уметност, иако имав некои други, меѓутоа јас всушност сам куцав на вратата, на секоја врата, која е тешко на еден на приватно лице да му се отвори, поготово една затворена кулија. Така да, добро, сум среќен што може да ја снимам Англија од таа друга ситуација. Ако дојдов првиот ден и во Вајчепел направив изложба, ја нече знаеш да на другата страна. Сега мислам дека бев во можност да си ги одмерам предностите. Доаѓањето овде во Венеција сигурно дека представува еден таков чекор, поинаков чекор. Токму од таа соработка со Музеот на современата уметност од Скопје и произлегува тој чекор. Како мислиш ке се одрази тоа понатаму на третманот на твоите дела, на твојот однос кон кариерата, да кажеме условно, бидејќи уметничката кариера навистина има поинакви законитости? Добрето, доаѓањето на биеналето не е само одраз на Музеот на современата уметност, јас си благодарам на соработка, пред се соработката со Абаджиева и Петрески и со сите вработени во музеот и со неколку други стручници во Македонија, нели? Меѓутоа и доаѓа како активност на едно веќе 13-15 години, сепак моја присутност на македонската ликовна и југословенската ликовна сцена и до пред 4 години интензивно, премногу интензивно. Меѓутоа, самото биенале, како првна манифестација, ја не верувам дека многу ќе го измене моето присуство на сцената, на ликовна сцена, дали сакат сега на европската, интернационалната, така натаму. Затоа што работите се специфични и обично прифаќаат мал број на стручњаци, мал број на луѓе, а не очекувам дека некоја галерија може да го прифати тоа, затоа што секоја галерија треба да има и соодветен комерцијален интерес. Од моите дела тоа не може да го има. А овие години на рецесија во цела Европа, тешко да некој може да вложува и да работи или да биде спонзор на овако уметност. Така да, тој поглед, тргнувајќи, не верувам многу дека ќе го измене. Друг проблем овде што и на самото биенале, јас од почетокот тврдев дека ние сме крајни аутсайдери. Не по тоа само по нашите вредности, по вредноста на нашите дела, него по условите, по све она што ни е дадено во ситуацијата во која сме ставени како Република Македонија да учествуваме на биеналето, ние сме стварно последни аутсайдери. И јас само велам дека наш успех, голем успех на биеналето, ако ние од последното место се поместиме на предпоследното. Не се скептичност тоа само, меѓутоа тоа е една реална ситуација. И многу тешко сега некој, чија држава не му е потполно призната, кога имам проблем да влезам на границата со својот пасош, а јас да се борам и за нешто повеќе. Многу е тешко сега да се делува во странство со од позиција на мала земја. Ние до проблеми, ние имаме стално проблеми околу име, околу знаме, околу некои други работи, кои воопшто не се битни и пропратни проблеми, а потоа тек треба да дојдеме да зборуваме за уметноста и за вредноста на делото. Така да јас стварно не очекувам многу, тврдев пред тоа дека би било добро ако успееме да договориме едно поозбилно представување на македонската ликовна уметност во странство или една наша изложба. Сега веќе имаме стварно многу повеќе до сега тоа договорено, меѓутоа тоа се нашите реални успеси и не треба да се занесуваме со нешто дека овде од биеналето сега нешто ќе се случи кој пресвати или некој ќе дојде кој ќе ни го измени животот. Нема никој да дојде. Нема никој да се воодушевува од овие објекти од слама или гранки и да го измене нашиот живот. Нешто што ако можеме да направиме воопшто, тоа треба сами да го направиме. Секој чекор понатаму, дали тоа ќе биде повеќе презентација на ТВ или на овие стручни списанија. Знаеш што ќе те прекинам, сега сакам баш да го поврзам. Да направиме тука.
Zašto bi bilo teško da se zainteresira jedan galerist za ovakvi dela? Da li to leži samo v to, što materijal zbog koji ti je izveden je minljiv, se raspaja lesno, ili pak to je mnogo posložen problem? Znam da ti si inspiriran od teološkata misla, od delota na Dionisija Areopagita. Znam da tvoja inspiracija poteknuva od Dionisija Areopagit, od njegovото delo Nebeska hijerarhija. Da li to je toliko teško da se objasni, da li to je toliko teško da se prihvati, ili pak ima i nekoj drugi pričini? Zašto tije dela ne se toliko agresivni, kako što ima dosta dela ovdje što vi gledamo na Bijenaletu? Ako problem o materijalu, onda ne bi se složil, дека slama, ako materijal ne može da se komercijalizira ili je premnogo privremen materijal, zato što skoro sите moji objekti od 84-85 se čuvat i bez razlike što se mnogo transportirani, nepravilno pakovani, sите se izlagani po 50 pati i сепак се поплично чувани. А и сламатарско материјал се исто така трајна како и хартијата. Зашто не би се комерцијализира хартијата, зашто не и тоа? Не мислам дека во материјалот е проблемот. Проблемот може би е повеќе во еден друг карактер на моите работи, кои имаат на поинаква, не знам дали да наречам само комплексноста или неко нешто друго што додико е неприлагодливо така лесно. Обично нуди некои други работи се изведува на лице место, во просторот, тука носи едни други трошкови, друга проблеми на организација. И има многу проблеми со тој галериски начин на излагање и на живење. А всушност ја не знам зашто се стално тоа поставува на рација. Тоа може би испадна затоа што во еден момент излагав многу изложби во Југославија и многу се работува со Музеот на современа уметност. Ali ja u suština moите работи не ги чувствувам за во галерија, за во затворен простор. А и последните скици, колажи кои правам последните неколку години, тоа се исклучиво за отворен простор. Ја по би сакал да излагам, а и така почнав со изложба на градскиот площад во Кавадарци. Ја повеќе би сакал да излагам по площадите, по парковите и на местата каде што на отворен простор, каде што луѓето се вишат, нели? Така да немам некои афинитети да по секоја сила, по секоја цена влезам во галерија. Меѓутоа, галериците се оние кои на некој начин ја креираат ликовната сцена. И во таа вера е важно да се соработува со галеријата или со институциите воопшто. Сепак, кураторите се оние кои ја креираат ликовната сцена воопшто. Другата една страна што значи ова влијанието, духовната, што тие дела нудат нешто што не може да биде спектакуларно, како видео инсталациите, како што се некои други овие дела, или тематски не може да бидат интересни за галеристите во тој смисол. Не знам. И тоа не би било причината права. Ја нудам сега еден друг свет, една друга приказ на која бегам од она што нонстоп за Југославија или потекнува од бившата Југославија, една војна, еден хаос, работи, а сега на некому зборуваш за некои небесни сили, за некој духовен свет. Луѓето прво реагираат така, пак да немате, стално зборувате за своите проблеми, а однаш се пренесувате. Меѓутоа ја веќе сега целото тоа моите проблеми, моите ликовни проблеми ги пренесувам во еден друг круг. Не ме интересира она длабока моја внатрешност и ја верувам во таа моја внатрешност, верувам во тоа Божјо присуство во својата внатрешност и верувам во тој свет кој е створен пред нас и кој екзистира сега во овој момент, во оваа сегашност. Ја зборувам за тој небесни свет, за ангелски свет, за Божјо присуство сега, во овој момент, не историски настан, не нешто во иднина што би се случило како загробен живот. Во овој момент додека зборувам сега со тебе за тоа присуство. Кога сум јас заинтересиран за тој момент и за тоа присуство, не можам се бавам со други проблеми кога така го откривам Бог во себе. И верувам во тој ангелски свет и барам и своја визија на тој ангелски свет. Јас неколку пати напомнувам дека ние со нашето технолошко искуство и со нашето уметничко искуство имаме право на една нова визија,
za toј ангелски свет. И јас само се трудам, правам прв чекор да најдам нови белези, нови означувања, нови символи. Овде, во Венеција конкретно, го направив првиот обид, иако имав ја неколку во Тајрен Цестер и во Грајделовата шума, изведов херувими и серафими. Меѓутоа, овде имав желба да прв пат ја изведам целата небесна хиерархија од 9 ангелски чинови. Меѓутоа, поради многу технички проблеми, многу организацијски проблеми, така да нешто беше невозможно. Така да од планираните 40 дена за работа се работи 60 дена и од планираните 9 чинови ја изведов 2. Така да наредната прилика, најверојатно во Лондон или во Јоркшир Парк, ја ќе ја изведам целата хиерархија и во наредната година ја претпоставувам дека ќе биде моја тема на работа и моја преокупација ова небесната хиерархија. Пред се држам на редоследот кој го направил Дионис. Да одиме малку понатаму со ова прашање, ме интересира дали тука се јавува теолошки проблем или има некое решение на тоа. Ангелите се бестелесни. Со тоа што се представуваат во некој материјал, па макар тоа бил исламата, која е минлив материјал, сепак ние даваме некое обличје тука. Ти ги обликуваш без разлика дали тоа е абстракција или фигурација, сепак им даваш тело. Тоа тело, кој во овој случај се всушност еден дел како синегдоха, нели, за целото тело служат крилата. Со кои проблеми се судираш, ме интересира пред се на теолошка основа? Ја не сум теолог и воопшто не сакам да се бавам со теологија, иако религијата до тој момент беше присутна во мојот секојдневен живот, да ја веќе 2 години не се бавам воопшто со уметност од 1991 година. Не се бавам воопшто со уметност до тој момент што и не следев многу ни изложби, ни текстови, потполно бев десенситиран, освен некои колажи, скици што ги правев. И ја пред неполна година, 10 месеци одлучив да остана во овој световен живот и да продолжам со уметност да се бавам. Значи, до тој момент беше навлезена таа религија, да ја го напушта овој световен живот. Меѓутоа, ја не се бавам со теологија, и ниту сум ангелолог, ниту теолог. Тоа го правам од една друга потреба, од моја внатрешна духовна потреба, пред се. Доста се интересира за ангелогијата и многу книги прочитав во овој. Меѓутоа, овде веќе сега мене ме интересира тоа пред се како ликовен уметнички проблем и кога ја спомнувам религијата, некако моје приватно, некако приватна определба, него само онолку колку таа влие на мојата уметност, на моето уметничко видување, и колку понатаму ќе се рефлектира во моето творештво. Јас овде ангелите ги ставам само како можност да послободно креирам. Ангелите не ги представувам како, многу често го повторувам, златокоси момчиња, облечени во бело, како што целата христијанска традиција ги представува вториот, третиот век, пред се од Ренесансата на оваму. Него го земам ангелот пред се како символ, како еден символ од потполно материјално ослободување, потполно духовен символ. Всушност, што значи ангел? Од грчкиот збор ангелус, кој е превод на еврејскиот малак, што значи некој кој носи порака. Меѓутоа, ангелите се всушност нешто што ангел доаѓа од грчкиот збор ангелос, е превод всушност на малак еврејскиот збор, што значи пренесувач на порака. Меѓутоа, ја не ги разбирам ангелите како поштари кои пренесуваат порака. Тоа се всушност, за мене пред се ангел представува едно потполно ослободување од било која материјалност. Тоа е потполна духовност, без никаков контакт со материјалност. Од друга страна, ангелите, поготово мене ме се сепак интересираат и овде што се представени ангелите од повисоката хиерархија, кои всушност значат енергија која се стално движи и која
енергија која се само движи и која ги може да ги движи стварите, која може се да движи околу неја. Тоа движење на енергијата, тоа движење на светлината, тоа движење на та пламена енергија и љубов, пошто серафими значат нешто што пламти, а Бог е љубов што пламти. Во тој смисол, во тој момент ме интересира таа тема како да го долова тоа движење, таа енергија, таа духовност. Тоа е инспиративното за мене. Не знам колку овде го постигнувам, али тоа е тежнение кој во наредните дела сакам да го остварам. Тоа е едниот момент во кој влие теологијата, како што вие рековте, или религијата на мене. А другиот момент во кој многу повеќе православието влие на мене, некако христијанство воопшто, тоа е православното богослужение, кој што ме интересираат оние моменти како што свештеникот ја пренесува духовноста на луѓето или на одредените предмети. Тој момент исто така ме интересира. Момент на осветување, момент на благословување, момент на крстење и така натаму. Со оној момент, со она снага, со она енергија, со она концентрација кој свештеникот му придува. Мене ме интересира, стварно, и ме возбудува тој момент зашто една вода која ја крсти свештеникот и после година дена е питка и може да се употребува, а другата вода не. Што тој прави? Што е таа духовка? Што тоа пренесува? Истото, тоа ме интересира како што е разликата кај еден уметник кој прави уметничко дело од вредност, како за Леонардо прави дело кој е од уметничка вредност голема, а ние имаме милион слики на слика, никој нема никаква уметничка вредност. Која е таа негова снага, концентрација? Кој е тој момент? Што тоа тој го претвара во нешто друго? И тука се моментите кои религијата најмногу влие на мене, исто така што влијат и големите мајстори. Што на некој начин стално преиспитувам односот на Ван Гог во оној момент кога не сликува сликата, кога го повлекува секој потез. Ја не велам дека секоја сламка што ја поставувам, го поставувам со истиот однос со концентрација, меѓутоа, тоа е тежнението, тоа е повеќе инспирацијата до сега. Тоа е она што дава некоја можност да се оди напред. Во каталогот, во текстовите на Сонја Баджиева Димитрова и во текстот на Зоран Петревски, сретнуваме честа компарација со таа светлина кај Ван Гог или светлината на венецијанското сонце. Меѓутоа, мене ме интересира сега да направиме една разлика. Божествената светлина не е воопшто она светлина која потекнува од сонцето. Има огромна разлика. Едната светлина е надворешна и создадена. Не велам дека Бог е сонце. Не возезе. Меѓутоа, кога се зборува и споредува светлината на Ван Гог, се мисли на она светлина кога ја велам кога некој копа лозија во Кавадарци на 30 степени во јуни, тој го почувствува сонцето и светлината и жарот на оние активности кои се обавуваат во земјоделски активности кои се обавуваат на таква температура. Зборувам за како за религијата, за своето битие, така и за мојата традиција и моето детство, мојата младост, кои и те како се рефлектираат на она што ја го работам. Ја не можам да побегнам од тоа. Не можам да побегнам од детството поминато во нижиње тутун и во земјоделски работи. Тие се рефлектираат во начинот на кој ја поставувам сламата. Ја не правам никаква разлика во нижењето на тутунот и на поставувањето на сламата со хефталица. Тоа е потпуно исти чин што го обавувам. И во тој однос, во тој чин, креативен чин, јас сакал или не го пренесувам читавото моје детство и младост, читавото моје поднебие. Не само во чинот, во изборот на материјалот, во изборот на сето тоа влие. И во тој однос ми се чини дека Баджиева има право, што го споредува тоа со еден автор од друго поднебие, стварно благодарам за таквата споредба, меѓутоа има, ми се чини, во тоа се пренесува нешто и тоа екзистира. Ја мислам дека е една од ликите. Некој може би ќе каже дека се тоа фолклорни или не знам какви елементи, меѓутоа тоа е една вистина, тоа е нешто што постои во мојата работа и што е дел од мене. Значи, станува збор за едно испреплетување на
искуствата од духовен карактер и искуствата од секојдневието. Секако ние не можеме да побегнеме од нашата секојдневна вистина, од нашата детство, од нашата младост. Или сакате или не, кај моите работи е многу важно не само изборот на материјалот и изборот на просторот, него и условите во кои се создава тоа дело. Во овие десетина дена додека работев во Венеција, под овакви услови, ја и не верувам дека нешто друго може да биде создадено. Никој не може да му убедува дека ние со просечна работа од 20 сати на ден, од услови да повеќе се баваме со бирократија и со технички проблеми, дека некој може да зборува исклучиво за духовен карактер и за ликовен карактер на делото. Сите тие проблеми овде се гледа. Ја не можем. Целата моја нервоза, сите овие проблеми ги носи. Токму тоа ќе беше и моето следно прашање со конкретните проблеми на кои наидовте на вклопување на овие скулптури во овој конкретен простор, она што веќе во теоријата е воспоставено како Site Specific Objects. Ме интересира конкретно, ние имавме проблем нели со тоа дека добивме место надвор од џардините. На кој начин вие го решивте тоа? Скулптурите ги поставивте високо, се соочивте со еден проблем, со еден ризик всушност. Дали некој воопшто ќе го подигне погледот горе? Како го решававте тоа? На кој начин всушност го подигате погледот на минувачот? Видите, овде има сепак и еден практичен проблем, а и идејата е сама. Прво, практичниот проблем е тоа што овде немаме ние можности да ги осигураме делата и да ги заштитиме и многу лесно можат од вандали да бидат рушени. Затоа не дозволив да бидат достапни до раците на вандалите. Една практична причина. А втората е идејата дека се тоа ангели, дека се тоа крила кои летаат и сакам да бидат изнад човековиот поглед, да се добие таков една впечаток на летање и раздвижување. Всушност, во овие два круга е тој момент на движење, а крилата се во момент на сепак еден покрет на едно движење, летање. И од тука произлезе и местото да се одреди на таква една висина. А всушност јас во ова место имав само неколку фотографии пред него што дојдов овде и тоа беше и прва реакција на местото. А исто така е важно за сите мои работи дека јас ги стварам како реакција на одреден простор. Ја реагирам и интервенирам во тој простор. Така да и овде, ожедини мене ми се чини дека јас сум среќен што го имам едно од најубавите места. Оти за биеналето од оние 11 милиона посетители, колку сакали или не, овде мора да поминат, овде мора да ги видат работите, што е голем успех за нас. Многу важно за една мала нација која нема павилјон и која едвам доби место да излага на оваа манифестација, а всушност ние го добивме најубавото место. Јас сум среќен што овде го имам. Овде и што постају дела кои сепак се видливи и мора да ги различат. Комуницираат со публиката. Кога спомнате дека... Јас морам да Кога спомна дека ангелите летаат нагоре, се сетив дека една од темите, еден од важните зборови на Олива за ова биенале, понудени за ова биенале, беше номадизмот. Мене ми се чини дека токму тука ти на некој начин го прошируваш тој негов концепт, бидејќи тој претежно зборува за луѓето кои се движат од една земја во друга, па доаѓаат до различни контакти, нели, влијанија. Овде станува збор можеби за нешто ново, нешто различно. Тоа се ангелите кои всушност се движат, тие се некои суштества кои се присутни и во тој горен духовен свет, духовна сфера, меѓутоа не се на она ниво на кое е самиот Бог. Да, вие сакате да го префрлиме од она наше физичко раздвижување меѓу нациите и петниците кои патуваат од земја во земја, излагаат и пренесуваат своји искуства на едно потполно духовно искуство. Кога се зборува за тоа раздвижување на ангелите, ја не мислам само на некое движење од место во место, него на перманентна присутност во секое место. Дали ме разбирате?
Ја мислам дека тие се во секое место, во секој момент присутни. Така да секое место и секој од нас има свој ангел заштитник. А тоа што они значат некои кои пренесуваат пораки и што се движат, тоа е огромната брзина која е несфатлива за нас, со кој тие може да се движат. И добра споредба е ова што правите. Ја мислам дека и самиот Олива морал да размислува за еден друг начин на раздвижување, оти онака како што тој го поставува раздвижувањето меѓу нациите, пред се има политички карактер кој беше одраз баш за нашата нација овде. Јас морам да го напомнам тој момент дека ако е темата транснационалност и номадизам на биеналето, тогаш никој немаше право нас да спречи за името, може би за знамето, сега гледам таму го поставуваат, да не спречува на некои работи на кои треба да го надминат пред се идејата да ја надминат еден таков политички апсурд како што е со името на Македонија. И во тој момент ми се чини дека темата нема да биде оправдана. Со ова наше присуство ми се чини дека Бонито Олива не е доследен до крај. Темата не е доследна. А ова што вие го спомнавте е еден друг карактер кој може би поголемо оправдување за биеналето. Додека бевте присутни на нашата македонската ликовна сцена, вашите дела беа нудени како некоја алтернатива, како нешто што е ново, млада уметност на младите. Сега, за прв пат, ве гледаме во еден поинаков контекст и двајцата со Петре Николовски, во контекст на национални величини, да кажеме. Како дојде до тој пресврт? Дали беше доволно само вашето отсуство од нашата сцена или вашето присуство на лондонската сцена, или мислите навистина дека тоа беше постојано така, само што некој не го гледаше тоа? Вие навистина мислите дека сум ја алтернативец или само некој мисли дека он да интересува? Па не мислам дека воопшто сум бил алтернативец на југословенската сцена или македонската сцена. Затоа што некој кој од 82 година перманентно соработувам со највисоката и најстручната институција во Македонија, со Музеј на современа уметност, излагам него. Некој кој веќе 10 години представува нација, прв пат не представувам нација. Имам околу 100 изложби, на кои 60 и на 70 колку се изложби на кои ја представувам Македонија во контекст на југословенски изложби или на странски изложби. Така да некој кој представува нација, не верувам дека е алтернативен. Некој кој е званично прифатен од една институција, не верувам дека е алтернативен. Таква алтернатива не верувам. Алтернативец може би бе само во момент кога ги изведов работите на градскиот площад во Кавадарци. Ја после тоа не знам кога сум правил алтернативни проекти, сите биле во организација на одредена институција или биле како представник на Република Македонија во рамките на некоја југословенска изложба или во некоја интернационална изложба. Таков контекст не знам. Готово сите мои работи дошле како одредена порачка или покана. Јас од 82 година до одењето во Англија ја не сум понудил, ниту сум конкурирал за некаков конкурс или изложба. Јас сум стално бирал каде ќе изложам. Која е покана ќе ја прифатам, а за тоа е алтернатива. Не верувам во таква однос. Овде повеќе мислев јас на начинот на кој работиш, не на тоа како се прифатен. Бидејќи кај нас се уште, како главна сцена, се рачунаат оние автори кои работат во мермер, метал и слични трајни материјали. Ма кој рачуна така дека тоа е главна сцена? А еве имаме за илустрација само некои примери. Во 1984 сум учествувал на 14 групни изложби, 85-та 17 групни изложби. Тоа биле два пати повеќе него било кој уметник од Македонија учествувал. Кој е онда званичен уметник? Кој е алтернативец? Ја не мислам дека некој кој работи во дрво или во камен, а изложува еднаш на 3-4 години и прави некоја скулптура, дека он е званичен македонски уметник или он е учесник на ликовната сцена, а јас сум алтернативец. Не можам такво нешто да. Јас по мојот однос, ако сакате, по моето стално
истражување, семе преиспитување на мојата работа. Ако сакате по моето чувство, независно од годините, али чувство на млад и почетник, во тој момент можеме да зборуваме за таков алтернативен однос кон работите и кон институциите и кон организацијата. Некој кој е спремен постојано да раскира, да направи пресек, да направи пресвај. Ако мислите на таков однос, можеме да зборуваме за алтернатива. Али по моето место во македонската ликовна уметност, само за неинформирани и наивни, можеме да кажеме дека тие мислеле оти јас сум алтернативен, дека некои постојат званични уметници. Ја не знам кога некогаш стручњаците се собрале и разговарале, за мене ме третирале како алтернативен уметник. Сигурно не барем 10 години уназад. А што тогаш, што да кажеме за она линија која е многу битна за академијата, за факултетот за ликовни уметности? Што мислите за тоа, за нивниот однос кон вашето творештво? Не сакам ни поединци, ни институции да бројувам. Имам почитување према секој, меѓутоа ако мислите на еден скопски круг на уметници кои се затвора во своите локални рамки и во својата бирократска и институционалност и живење некој бирократско, ако мислите на нивни некои реагирања, воопшто не се важни, не се меродавни. Меродавни се во еден момент во колку е нивната моќ на одредена изложба или во одредена жири комисија голема. Толку се меродавни. Иначе, ниту за вас како критичари и историчари, ниту за идните генерации, тоа е нешто моментално што случува, тие живеат во своите илузии, својот круг и во својата немоќ, ако мислите на нив. А иначе конкретно институција, академија или било која институција, немам ништо против, тие имаат своји програми и политики и бираат своји критериуми. Некој кој е бирократски се, али треба некој да ги задоволи. И дали ги ја задоволувам некој друг, тоа се нивни проблеми на тоа. Меѓутоа, ја мислам дека на вистина, веќе 5-6 години, во македонската ликовна уметност не екзистира скулптура, фигуративна скулптура, портрет, така да речу како е во овој момент, да рече монокромен волумен во простор, од тврд материјал. Тоа не екзистира на македонската ликовна сцена. На македонската ликовна сцена, од оној момент кога беше направена изложбата 6 македонски уметници, она со интересен наслов "Од чудотворниците на Ливазо до радостта на живењето", она покажа една друга македонска ликовна сцена, на која се радува и во Белград, и во Загреб, и во Љубљана. А оние изложби што се приредува во Сараево, дали документа, дали уметност критика, покажаат дека во Македонија екзистира други уметници, кои нудат нови вредности, едно ново видување, во што велеа тогаш критичарите, најсвежиот ветар во југословенската скулптура дува од југ. Се појави читава една генерација пред се на македонски ваери. Ја не мислам дека се млади, затоа што не учествуваат година или две на сцената, се работи за период од 10 години, се работи за една деценија која ние веќе заокруживме и која можеме да зборуваме за една потпуно поинаква уметност од претходната и која е таа званична уметност. Вие видите веќе последните неколку години излагаат други уметници на југословенските изложби. Се други имиња, едно други дела, не она што се излагало пред 20 или 30 години, а се уште можеби во еден скопски круг живее или во еден локален круг нешто што живеело пред 20-30 години. Не само затоа што луѓето немаат доволно информации. Јас имав можност пред да дојдам на Биеналето да разговарам со неколку уметници кои никогаш не ги виделе моите дела, никогаш не слушнале за мене, а кои се дел од сцената. Само затоа што немале можности да ги пустуваат изложбите во Југославија, а за нив многу малку се пишуваше и внесуваше во Македонија. И за нив тоа не постои. Меѓутоа, ако некој стварно мисли да останете на југословенската или македонската, на бившата југословенска или македонската ликовна сцена, ако некој е навистина информиран, тој не може никогаш да помисли дека Гливо Стефанов би можел да биде алтернатива и дека е нешто што е споредно во сите околу. Алтернативата не значи секогаш споредно, понекогаш станува централна. Меѓутоа да се вратиме сега на тоа проблемот со академијата. Мислам дека после вашето, тоа е моје лично мислење, дека после вашето заминување настана и некое затише токму на тој план за кој вие зборувавте, за една поинаква скулптура, за една мислена скулптура во простор. И може би една од предпоставките дека не само моја, дека и тоа што се уште кај нас не се отворија постдипломски студии, може би тоа се должи на
тоа. Пак наведувате на разговор со академијата. Јас сум да ви кажам многу среќен што не сум на академијата. Многу сум среќен и благодарен што во момент ми направи услуга, не ме примија кога јас сакав да конкурирав. Меѓутоа, сепак тоа е друг проблем за кој ја не сакам да дискутирам, кој е планот и програмата и кои се кадрите што ги во академијата. Ние зборуваме за македонската ликовна сцена, оттаму излезе една генерација на многу добри млади вајари кои, добро, исфали една генерација. Сега видите дека немаме друга генерација, дека перманентно не доаѓаат нови кадри од академија која креира таа македонска ликовна сцена. Меѓутоа, тоа може само да е моментален однос. Ја не можам за овие 4-5 години не следев македонската ликовна сцена и не знам што всушност се случува. Некои каталози кои би допреле, тоа не се вистински информации, да би ја можел да кажам колку сега академијата е таа која може да влие на формирањето на македонската ликовна сцена, а колку се информациите од страна. Ја во овој случај мислам дека многу повеќе и побитно е тоа и немањето на нови уметници на македонската ликовна сцена е од недостатокот на информации. Во Македонија има многу малку информации што се случува на европската ликовна сцена, што се случува надвор од тој скопски круг. Се чини дека тоа е многу поголем недостаток, него ли дали моментално 20 или 30 професори не успеале да формират некоја класа која ќе биде доминантна на македонската ликовна сцена. Тоа не може, тоа треба време. Тоа е поинаков проблем веќе. Се наоѓаме пред делото на Глигор Стефанов, изведено на 45-тото Венецијанско биенале. Делото се вика Серафими Херувими. Seraphim and Cherubins. Требаше и престоли, меѓутоа на плакатот тоа е заборавено. Глигоре, ќе ни објасниш ли точно колку е што е можно, всушност, малку попрецизно, за целата композиција нешто повеќе? Кои се серафимите, кои се херувимите, на што се должи нивната форма, на изворите од Библијата, конкретно нивното спомнување во Библијата? Целата оваа композиција овде е долга 11 метри, а е поставена на висина од измеѓу 4 и 10 метри. Всушност највисока точка е 10, а ова е на 4 метри. Состои од 3 елементи. Всушност првите два елементи, двата круга се од престолите или ангелите наречени уште тркала. Тоа е третиот ред на анџели од највисоката хиерархија, што значи енергија која се движи и која го носи Божиот престол. Они најчесто се представени со два круга и со 4 крила. Јас овде се потрудив да најдам поинакви решенија на крилата и круговите. Во првиот дел, 4 крила прават еден круг, едно движење на енергијата, користејќи ги неколкуте видови на слама и малку акцентирање на памук, добивајќи на една пламена енергија која се движи, добивајќи една визија на неговото. Меѓутоа, многу повеќе ме интересира она моја експресија, на моја внатрешно движење, што се случува во оној момент кога ја пренесувам сламата, кога ја поставувам сламата со хефталицата на дрвената конструкција. Тој момент многу повеќе ме интересира при творењето, пренесувањето на таквата енергија. А символично тоа се представува за таа ангелска енергија која се движи. Вториот елемент кој е од истата композиција, која се потруди да бидат споени, меѓутоа технички е неизводливо и така да бидат многу поголеми димензии, меѓутоа стварно техничките проблеми се золува повеќе. Само 4 крила ги ставив како дел од кругот, два внатре и два надвор, кој зборува за едно поинакво движење. Послободно всушност го градат еден простор натре и го активира тој простор кој е во самиот круг. А третиот елемент, третиот дел од композицијата се всушност херувими, херувими кои зборува херувими што значи премудрост, значи многу знаење. Најчесто херувимите се представуваат со многу очи, меѓутоа јас овде се одлучив на едно око и светлина сонце измеѓу двата крила. Таму оно колку
pazite, ovi elementi, очи, сонце, крила, јас не сакам да ги користам илустративно многу и оние символи кои од ангелите се користија досега не ги прифаќам. Се трудам да најдам нови символи за ангелите. Во овој случај за комуникацијата се уште крилата ги држам, меѓутоа крилата само во намера во која ми овозможуваат да изразувам својата имагинација. Крилата како облици, како апстрактни облици, не како крила од птица или инсекти, него само како апстрактни облици кои ми овозможуваат да бескрајно да развивам својата имагинација. И третиот дел кој во овој случај технички не можеше да се постави на поголема висина е серафимите, кои се состојат од 6 крила, односно 6 елементи. Серафимите кои значи нешто што пламти. Меѓутоа, јас се задоволив со овој дел композицијата, да вака се заокружи и во тој случај уместо во насловот уместо серафими доаѓа престоли или трони. Дали имаше некои проблеми со вклопувањето со скулптурите на Петре Николовски кои се веднаш позади? Да, морав некои елементи да ги изводам долу затоа што физички го покривав негов дело, меѓутоа мене ми се чини дека се дополнува, затоа што Петре и јас кога планиравме места и биравме, не мислевме само како двајца автори кои се представи него, дека како би било компактно како една репрезентација на Република Македонија се овде представиме и да така биде како еден павилјон организиран. Така да ја мислам не си конкурираат и не сметаат едно со друго двете дела, но напротив се дополнуваат во една композиција. Всушност тоа е и еден дел од кураторската работа, ми се чини кога се поставува една изложба. Да, сепак Зоран Петревски комесар на изложбата инсистираше да ние имаме покомпактни дела и да бидеме во една заедничка целина. Да, сепак представуваме македонски павилјон, нели? Иначе ние можевме едниот на другиот парк, другиот на други дел крајот, нели, да идеме. Меѓутоа, во ред. Овде ми се чини дека сме во една целина. Дојде една екипа овдето на македонската изложба во склоп на Биеналето. Дојде една екипа и се обиде да направи една интервенција и успеа во тоа, бидејќи беа помоćni od nas. Izistena ekipa sa policajci koji dođe i svo nalepo ova bača Да, направи една колежна интервенција и место Република на Македонија сега стои фиром и со превод на италијански екс-република. Полицајците, 3 секретарки и така натам техничко. Всушност тие не беа многу виновни, тие беа всушност само екзекутери. Само извршители на она наредба која всушност што се случува. Грчката делегација направила протест до директорот на Биеналето, односно не до директорот на Биеналето, до Министерството за надворешни работи, а директорот на Биеналето добил писмена наредба да се измени името и се случи овој скандал кој сега не е вака може да се срамиме и не можеме ништо понатаму да направиме. Едно можеме да спакуваме и си одиме, што не е наша цел. Не постигнуваме ништо со тоа. Што знам, многу сум месечен поради ова, меѓутоа е да мислим што сега е денес потребата му знаме како стават, можеби ќе го стават, можеби ќе го изводат, како ќе се. Ја мислам дека и нашето министерство и ќе протестираат и можеби на тоа нешто се случува, меѓутоа како уметник во овој случај само се осеќа уште еднаш изманипулиран, не од Музеј на современа уметност или од Министерство за култура, него од овие политички игри кои се водат. И уште еднаш Биеналето покажа дека уметноста е жртва на политиката, иако убав наслов на Биеналето е транснационалност и номадизам, многу фин наслов, меѓутоа што се случува во големите павилјони, павилјоните на Америка, Англија, Америка и било кој од овие големи земји. Оно што беа поканети малите нации да покажат овде, јас во оние павилјони што ги видов многу поубави изложби видов во кореанскиот, тајванскиот и не знам кој друг, или афричкиот, неколку афрички земји кои излагаа павилјоните. Такво возбудување не може да видам во францускиот или англискиот павилјон, меѓутоа вашината му на големите риби ги малите. И ако мислите дека ќе има некаква промена во уметноста, онда ќе има во намера во која ќе има промена во политиката. И декако покажа Биеналето дека политиката и парите влијаат на она што се случува и малите се остануваат мали натаму.
igual se catalizan las lecturas en su camarada que estoy de los paredes, realmente llego por partir a los paredes. Estamos Нали, što je Petra doma je di accogliere chi vi accennavo sia nel finanziamento della Biennale compatibilmente con la stretta finanziaria mostrarsi flessibile e